Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добар ви ден и добре дојдовте во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Секоја среда од 9 до 9:30 разговараме со доктор Крсте Маљановски, советник на претседателот на владата за труд и социјална политика. Добре дојдовте во Живот на Радио Слободна Македонија. Добар ден. Правата од областа на социјалната и детската заштита треба денес да обработиме оваа тема, па за почеток дали Република Македонија се смета за социјална држава? Да, темата е многу интересна, заради тоа што ги зафаќа скоро сите сегменти, односно сите категории на животот, односно и семејството. Да, Македонија се декларира како социјална држава и е социјална држава. Постојат повеќе причини зошто е тоа така. Првенствено заради тоа што огромен дел од буџетот на државата оди во Министерството за труд и социјална политика, каде преку трансфери се трансферираат средствата до крајните корисници на кои им е неопходна оваа помош. За кои лица се работи? Тоа се лица првенствено за лицата кои се во висок социјален ризик. Тоа се лица кои се работоспособни, меѓутоа по некаков основ останале без вработување. Комплетно, значи целото семејство кога зборуваме, и од тука државата интервенира за по-лесно да го поминат овој временски период кој им следи се до нивно конечно вработување. Понатака државата се грижи исклучително многу за лицата со инвалидност, каде што огромен број на категории постојат. Ја само како илустрација ќе кажам, исто така и понатака ќе го повторам, во овој момент државата има 23 права од областа на детската и социјалната заштита, што е навистина огромен број. И на крај, исклучително исто така, со посебно внимание државата свртува внимание на децата. Згрижувањето на децата, односно благосостојбата на децата, како идни граѓани на оваа наша држава, е навистина еден од главните приоритети во областа за која што зборуваме. Да, ќе ги обработиме темите Сигурно. посебно за детската заштита, посебно за социјалната заштита, но за почеток, колкав е вкупниот број на правата во однос на овие? Да, како што веќе напоменав, вкупниот број е 23, односно 24 права, со тоа што овие права, вклучувајќи ги две последни права кои се однесуваат на лицата кои се азиланти. Значи и едне посебни права кои за лица, односно семејства кои се наоѓаат во состојба на азил, и тука имаме една бројка не така голема, околу 300 лица се, кои по некаков основ останале во нашата држава и кои државата бара да ги адаптира на постојните услови. Преку програмите за вработување, преку субвенционирањето за станување, односно за згрижување, и преку најразлични видови на помош кои им следуваат на овие лица. Кои се правата од областа на детската заштита? Да, голем број се. материјални износи. Голем број, се правата од областа на детската заштита. Првенствено би рекол дека едно од најактуелните и најинтересните права е секако правото за родителскиот додаток за трето дете, кој изнесува 8.362 денари месечно. Ова право се дава 10 години. Значи, родителите кои планираат да имаат трето дете, во рок од 2 месеци би требало да ги соберат документите и да ги поднесат во надлежниот орган, односно во Центарот за социјална работа, и нив им следува 10 годишен паричен надоместок во износ од 8.362 денара секој месец. Отприлика сумата е, вкупната сума негде изнесува околу 16.000 евра, што е навистина значително и кој го зголемува буџетот на секое семејство. Понатака имаме исто така родителски додаток за четврто дете, кој изнесува 11.706 денари. Единствен родителски додаток кој изнесува 16.724 денари. И понатака имаме детскиот додаток кој изнесува 744 денари до 15 години и 1180 денари до 18 години, значи над 15 годишна возраст. И
еднократната парична помош за новороденче, која го добива секој новороденче, значи првото новороденче во семејството, кој изнесува 5017 денари. Навистина значајни дел од овие помошти, односно права, се поместуваат и во други категории. Како, например, субвенциите за условниот паричен надоместок се однесуваат на редовно школување на деца во семејства кои се со висок социјален ризик. Би напоменал само, би ја образложил ова право. Значи, дете кој редовно посетува редовно училиште, од каде што надлежните служби добиваат известување дека е редовно во наставата, добива одреден паричен надоместок кој изнесува отприлика 3000 денари месечно, на тромесечно, значи 1000 денари месечно за редовност. На ова право следи на лица кои се корисници на социјална помош. Значи, инсистираме согласно законот да овие деца одат на училиште за тоа да добиваат одреден паричен надоместок. Износот е отприлика колку што е и месечната автобуска карта, така да семејството нема посебни издатоци во врска барем со одењето. Ако знаеме дека учебниците се бесплатни, ако знаеме дека и други работи се субвенционираат во областа на образованието, навистина значаен е овој додаток на семејството. Понатака, од оваа област за детската заштита, ја би споменал, например, социјалната парична помош, тоа е за лица кои се работоспособни, но кои останале по некаков основ без работа. Имаме случаи во минатото многу, каде што голем дел на лица заради изгаснување на фабриката, заради продавање на фабриката или други институции, останале во еден момент невработени. Со оваа помош, која во минимален износ, значи ако е за едно лице, само корисник на социјална помош изнесува 2699 денари, таа се зголемува во зависност од бројот на членовите на семејството. Тука е детскиот додаток, нели? Така да кога ќе се собери, кога ќе се соберат партиците, така има голем број на права кои им следуваат. Јас во оваа прилика би инсистирал на која е интенцијата. Корисниците на социјална парична помош користат полниот износ 3 години. Се инсистира, пошто бидејќи се тие работоспособни, да се обидат на еден начин да се вработат. Преку најразличните курсеви што се преку Агенцијата за вработување, овие лица си го наоѓаат своето место. Во случај на невработеност, после 3 години, оваа помош се намалува за 50%. Така да, навистина, главна интенција е нивно вработување, нивната работоспособност. Да, тоа во однос на правата за детската заштита. Има и прирачник пред известно време, пред неколку години, односно во соработка со ОПСЕ, во процесот на, нели, подобар издаток воопшто на детска заштита, на социјална помош, па како ви се во однос на оваа програма и прирачникот, како ви се? Многу е прифатен, достапен. До сега, нели? Достапен. Јас би сакал да напоменам дека голем дел од корисниците на социјална помош не се доволно запознати со нивните права. И на тој начин инсистираме да преку прирачниците, преку веб страните ги запознаеме. Да овие права стигнат до навистина на оние што им се најпотребно. Да, до вистинско место. Да. Добро. А понатаму ќе зборуваме и за, нели, кои се правата од социјалната заштита и колкави се па нивните износи. Така. Да, повелете. Да. Едно од најинтересните поглавја во однос на социјалната заштита се правата за инвалидитет. Тоа се луѓе на кои им еускратено правото, можноста за работа заради тоа што се трајно или делумно неспособни. Едно од главните права е и постојаната парична помош, значи лекарската комисија утврдува дека
не се способни за работа и дека би требало да од државата да партиципира во нивното издржување. Постојаната парична помош изнесува 4045 денари. Таа е строго наменета само за лицата кои се корисници кои не се способни за работа. Понатаму имаме една општа помош која е еднократната парична помош со која државата интервенира во посебни случаи. Таа е различна. Кога велам различна, све зависи од моменталната ситуација. Едно е да фамилијата е во висок социјален ризик, а второ е да например пожар или елементарна непогода. Се движи помеѓу 3000 па до 30.000 во денари спор. Понатака следуваат помош например за цивилната инвалидина. Навистина значајна помош. Лица кои по било каков основ се стекнале со инвалидитет. Ги делиме на 3 категории. Значи, во првата категорија добиваат цивилна инвалидина во износ од 37.534 денари, втората категорија 27.400 денари и третата категорија 20.644 денари. Имаме уште две помали категории, каде што износите се релативно помали, 15.014 денари и 11.260 денари. Ова бројка на лица се намалува, што е за среќа многу добра работа, меѓутоа перманентно, од година во година, бројката на цивилни инвалиди се намалува. Тука би сакал да спомнам една плејада на права кои се однесуваат на лицата со инвалидитет, првенствено на мобилност. Мобилноста, секој месец лицата кои не се способни да се движат. Од тука произлегува и самото име мобилност, добиваат по 7.000 денари. Многу ретко знаат граѓаните за оваа мерка, посебно за мобилност. Да, многу ретко знаат. Не се информирани воопшто, зошто е тоа така? Каде да се обратат, каде првенствено во центрите да за социјална работа. Првенствено на територијата на Република Македонија има 30. Да, онаа мерка што е за трето лице, тоа е општо позната. Ова за мобилност многу ретко малку, која знае, да. Многу малку. Имаме за слепило. Кој исто изнесува 7.000 денари. И за глувост релативно помала, меѓутоа од 4.000 денари. Каква е процедурата ете? Баш за мобилност. Да. Се оди на матичен лекар, па потоа преку специјалист. Матичниот лекар закажува преглед за комисијата. Комисијата на дадениот термин, некој од блиските го однесуваат корисникот, ја утврдува потребата од ова право, го доставува извештајот до Центарот за социјална работа и тоа е све. Нешто слично како мерката за трето лице. Така. Знаете, изгледа дека е комплицирано, меѓутоа многу едноставно. Да. Да секој начин се обидуваме Да, лекот чини 5 пари, но кој го знае. Да секој начин се обидуваме тој да ни профункционира едношалтерскиот систем. Затоа што овие лица, покрај тоа што не се способни, не ги знаат институциите. Не знаат каде да се обратат. Така да социјалниот работник кој го води случајот е должен да ги собере потребните документи. И навистина многу значат овие средства за овие лица, посебно за овие лица кој е ограничено нивното движење. Да. Без помош на друг тие не можат да го направат. Ќе поразговарам уште малку на оваа тема, но после кусата пауза. Да, продолжуваме на тема права од областа на социјалната и детската заштита. Ќе продолжиме, докторе Крсте Малјановски, во насока за оние лица со инвалидитет. Кои се нивните права? Едно интересно, многу користено, односно експлоатирано право е правото за помош и нега од друго лице. Правото е во износ од, значи има две категории на ова право, тоа е првиот износ е каде што е здравствената состојба, да кажеме релативно подобра, во износ од 3.846 денари, и втората категорија во износ од 4.348 денари, на кој на вистина им треба помош од друго лице, како што кажува самата помош. Интересен е феноменот дека оваа помош почна да се зголемува, перманентно се зголемува,
не заради категориите, односно строгоста или попусливоста на комисиите, единствено луѓето почнаа да ја осознаваат оваа помош и да се обраќаат до центрите за социјална работа. Многу едноставна е постапката. Потребни се лична карта, упатот, извештај од матичниот лекар, трансакциона сметка и барањето треба да се пополни лично од самиот корисник. Зошто велиме дека е многу едноставно? Заради тоа што врз основа на документацијата или евентуално посета на комисијата при Министерството, помошта веднаш се остварува. Ако оваа помош, зборувам за еден фенолошки карактеристики, се зголемува, интересно е што социјалната помош за лицата со кои се работоспособни се намалува. И овој феномен не радува од една страна, заради тоа што немаме толкав број на корисници на социјална помош. Само како информација, на територијата на Република Македонија отприлика имаме корисници околу 30.000 корисници на социјална помош, носители. Тоа значи отприлика, ако рачунаме дека се по 4 членови на семејство, отприлика во висок социјален ризик се 120.000 корисници. Што бројка што не е голема, меѓутоа сакаме уште да ја намалуваме. За разлика од социјалната помош, по туѓа нега, како што ја викаме вообичаено, перманентно се зголемува, луѓето ја осознаваат и ја користат во ова. Јас во оваа прилика би сакал исто така да споменам дека скоро на сите категории имаме субвенции за електрична енергија, кои изнесува 800 денари месечно. Потребно е, значи од овие категории што ги споменавме, само да донесат извештај за односно уплатници и секој месец ќе им следува по 800 денари. Износот не е голем, меѓутоа знам дека интенцијата е да перманентно се зголемува овој износ. Се со цел на семејствата колку што е можно државата да им помогне за да нормално функционираат. Во оваа прилика би сакал да споменам дека државата огромно внимание посветува на децата без родители. Тоа е една посебна категорија. Слушаме најразлични коментари, меѓутоа едно од најинтересните е дека прв пат во светот една држава на оваа категорија на деца без родители, кои дефинитивно никого немаат на светот, освен државата, институциите во државата, да бидат доделени бесплатни станови со минимална кирија која изнесува помеѓу 300 до 500 денари од разбирливи причини, да имаат некаква обврска. Огромен број, 104 станови, и со новите законски измени, скоро во секоја зграда ќе има дел за корисници на социјална помош, односно дел за деца без родители. Многу се видовите каде што интервенираме во однос на овие деца. Го субвенционираме нивното школување, нивното осамостојување, се до нивното вработување. Познати се во јавноста програмите за вработување на овие деца и знаејќи го темпото, односно колку деца не излегуваат годишно, кои се во институциите на системот или во згрижувачките семејства, државата прави напор да овие деца секојко бидат вработени, да добијат покрив над глава, во почетокот можеби со субвенционирање на нивната кирија, а понатаму со добивање на свој собствен стан. Да, тука е издруженијето, нели, формирано 1998 за правата и заштита на децата. Да, кое ни ги детектира проблемите со кои се соочуваат овие деца. Ова навистина многу сензитивно прашање, многу осетливо. Сакаме на секој начин да од овие деца кои по некој основ заради судбината останале без своите родители, да им помогнеме колку што е можно повеќе. Каде се покрај ова, заради нив, зборувам пак за децата без родители, родителска грижа, еден од формите на кои навистина многу инсистираме се згрижувачките семејства. Заради фактот дека дефинитивно институциите во кои престојувале и престојуваат
не се најдобар начин на нивно осамостојување. Од тие причини субвенционирањето на згрижувачките семејства сметаме дека е една од најдобрите форми за нивно згрижување. Семејствата кои ќе згрижат дете без родители зависи од категоријата. Постојат повеќе категории. Добиваат навистина многу високи износи на средства за нивно згрижување. Почнувајќи од најмалата од 5000, ако е тоа детето што го згрижуваат здраво и нормално, ако е со хендикеп многу повеќе, се до може да се грижат и деца со асоцијално однесување, за кои износот е навистина голем. Значи, износите се помеѓу 5 до 10.000 денари за секој месец поединечно. И за крај, докторе, како заокружување на денешната тема, каде се, да повторим уште, каде се може да ги поднесуваат документите за остварување на овие права? Преку информативните гласила, оние што гледаат телевизија или што постои можност, например, да отворат компјутери да видат веб страната. Меѓутоа, најдиректно во центрите социјална работа. Колегите се сигурно расположени да оваа помош оди тамо каде што е најнеопходна, каде што е најпотребна, се со цел да им се помогне да се осамостојат или на оние лица кои се со хендикеп или со инвалидитет, барем малку да им се обложи болката со која што живеат. Навистина државата прави и ќе прави се поголем напори, зголемувајќи ги перманентно овие сите помошти и права од областа на детската и социјалната заштита. Да, искрено ја се надевам дека ќе биде така виднина. Така мора да биде. Така мора да биде, така. Ви благодарам за денешното гостување во Радио Слободна Македонија. Се гледаме и слушаме со нашите редовни слушатели на емисијата Живот идната среда во овој период од 9 до 9:30. Ова е трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител Ана Тодевска, техничка реализација Далибор Зафировски. Денеска е 18 мај 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.